Новиот закон за судскиот совет целосно ќе го реформира ова тело, а членовите ќе се избираат и разрешуваат преку високи критериуми. Секоја одлука на судскиот совет ќе биде ставена на јавен тапет, а оној што ја донел ќе мора да ја образложи и подкрепи со факти. Министерот за правда Игор Филков на отчетот за сработеното за изминатата година рече дека дури 7 од 8 закони од реформската агенда се веќе во владина процедура. Покрај судскиот совет ќе се реформира и советот на јавни обвинители, а преку законите за платите на судиите и обвинителите ќе се зајакне нивната положба и спречат евентуални влијанија. Предлог законот ги измени и уреди деловите кои се покажаа како клучни за враќање на довербата на граѓаните во правосудството. Судскиот совет е потребно да биде транспарентен и отчетен во својата работа. Судскиот совет, односно креирани се критериуми за избор и оценување како и механизам за одговорност на членовите на судскиот совет и на судиите. Може би е добар момент токму овие законски измени да бидат земени предвид при дефинирањето на кандидатите кои ги предлага председателот, а ги избира собранието. Покрај реформските закони, Министерството за правда подготвило уште 2 важни закони кои што не се дел од реформската агенда, но произлегуваат од обврските кон неа. Станува збор за Законот за заштита на укажувачи и Законот за спречување на корупција и судирни интереси, кои што треба да се донесат согласно Националната стратегија за борбата против корупцијата. До владата се испратени уште 2. Закон за спречување на корупција и судирни интереси и Закон за заштитено пријавување и заштита на укажувачи. Многу битни 2 закони. Иако овие закони не се предвидени со реформската агенда, обврската за нивно донесување произлегува од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Изминатава година Министерството за правда ја оживеа и комората за вештаци, а исто така ја укина и одлуката на претходниот министер за нотарски услуги, која беше 10-кратно зголемена. Ставен е во функција и системот Фемида за снимање судски рочишта, а започне и примена на електронски талки за извршување мерки за претворените лица. Заживе и канцеларијата за жртви на семено насилство, на кој што им следува финансиска помош од државата. Министерот Филков најавува продолжување на реформската агенда со еднакво темпо, политичка волја и стручна посветеност.